Владата ги ограничи маржите на основните прехранбени производи. Од 1 март па до крајот на мај, под контрола ќе бидат цените на основните продукти за прехрана, вклучително и овошјето и зеленчукот. Највисоката трговска маржа ќе изнесува до 5% на продажната цена, пресметена во трговијата на големо, односно до 10% на продажната цена во трговија на мало, кај лебот, шекерот, солта, брашното, сончогледовото масло, трајното млеко, свежото месо и сувмеснати производи, сирењето и урдата, оризот, јајцата, тестенините, пченицата, овошјето и зеленчукот. Со оглед на информациите и анализите на терен дека трошоците на производителите на основни прехранбени производи растат, ова одлука има за цел да се ограничат трговците да прават профит на грбот на граѓаните, како и на производителите. Ваквата мерка ја поздравија од Организацијата на потрошувачи, но уште еднаш потсетија дека се неопходни контроли. Знаеме дека и сега со основните продукти се случуваше да има кои определени трговци, особено помалите продавници, да ја зголемуваат цената, иако законски не смеја, затоа сега во овој случај со маржите ќе мора да имаме постојна контрола. Засилени контроли најавија од Државниот пазарен инспекторат, а за оние кои нема да се придржуваат до одлуката ќе следуваат глоби. Согласно член 30 од Законот за трговија, предвидени се глоба во износ од 800 до 1000 евра во денарска противвредност за микротрговец, глоба од 1600 до 2000 евра за мал трговец, глоба во износ од 3000 до 6000 евра за среден трговец, како и глоба од 7 до 10.000 евра за голем трговец. Министерството за економија ова ќе го регулира и законски, а во финална анализа е законот за нефер трговски практики во синџерот за снабдување на храна.